Почитувани сограѓани на општина Росуман. Цел на оваа пресконференција е да ви информираме за случувањата во општината, бидејќи како што и сами приметивте, седниците на Советот веќе неколку месеци не се снимаат. Затоа, ние како советници во општината се одлучивме тоа да го сториме на овој начин, бидејќи како што велат, додека вистината да го пронајде патот, лагата ќе го заобиколи светот. Најпрво градоначалникот на општина Росуман Бранко Јанев, уште од неговото доаѓање на местото градоначалник, не направи ништо за да створи атмосфера за соработка со нас советниците на општина Росуман. Ваквата ситуација ја направи за да биде раштиман Советот, а тој како градоначалник да може постојано да ги обвинува советниците, се со цел да го покрие неговото самоволие и неговото неработење и неизвршување на обврските. Ние, членовите на Советот на општина Росуман, во изминатиот период донесовме низа клучни одлуки кои се од витален интерес на граѓаните на општината. А градоначалникот до ден денес се уште не ги спроведе и води инает со зборовите, цитирам, за инает не ги спроведувам, при тоа не водејќи сметка за потребите на жителите на општина Росуман од овие одлуки. За да може да го спроведува своето самоволие, градоначалникот направи медиумски мрак, со што оневозможи медиумско покривање, односно снимање на седниците на Советот на општина Росуман и со тоа оневозможи јавно информирање на жителите за работата на Советот. Ние советниците на тие седници јавно дебатираме по дадени точки. Носиме издржани одлуки и во дадени моменти изразуваме и критика во врска со неизвршувањето на одврските на градоначалникот. Поставуваме низа советнички прашања кои од нас ги бараат жителите, а за истите сакаме жителите јавно да се информираат дали навистина се поставени и каков е ставот на градоначалникот по основ на овие советнички прашања. Самоволието на градоначалникот не престанува тука, па така тој почна да се става во улога на председател на Советот, почна да води седници на Советот, да одредува каде ќе се одржуваат седниците на Советот, иако според деловникот за работа на Советот јасно е наведено чии се овие ингеренции. Градоначалникот врши притисок врз советниците за носење на дадени одлуки на штета на жителите на општина Росуман, како што беше случајот со водостопанскиот инспектор кој заедно со него вршеа притисок и закани за носење на погрешна одлука, а тоа да овозможи и понатаму неконтролирано да се ископува песокот од Црна река. И покрај многобројните одлуки за клучуци, градоначалникот не превзеде ништо за спречување на ископот на песок од реката Црна. Не превзеде ништо во врска со одлуката на Советот за поставување на филтер и обрасувачи на оджаците на каменоломот во село Камендол, а жителите на ова село и ден денес голтаат прашина од овој каменолом. Не превзема ништо и во врска со чистењето и косењето на трева и капини на локалните патишта до сите села на општина Росуман. Покрај направениот медиумски мрак, прави и мрак преку редовно неменување на светилки од уличното осветлување. Не води сметка за безбедноста на децата и жителите со непоставување на вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација. Непоставување на лице од администрацијата за комунален редар, за надминување на хаосот со диво оградби, со загадување на водите и почвата со комунален отпад, со погрешно поставување и паркирање на возила, приколици, плугови, дрва, песок и друго по тротоарите и улиците, со што се попречува нормален проток на возила и луѓе по истите, како и за надминување на проблемот со непочитување на јавниот ред и мир предизвикан од бучави за време на дневниот и ноќниот одмор. И како последно од низата на самоволија е и тоа што направи хаос на последната 38-ма седница на Советот на општина Росуман, кога се одлучуваше по иницијатива на група занаетчии кои имаат времени објекти на местото викано Плочата. Да го заведе архиварот да направи фалсификат документ кој не беше евидентиран во деловодната книга и го уфрли на седницата со цел да се спречи нормално одлучување по иницијативата од занаетчиите. Ние советниците благовремено го откривме фалсификуваниот документ и во истиот момент во знак на револт ја прекинавме 38-та седница. Неголемото самоволие е тоа што деновиве на официјалната страна на општина Росуман објави документ со кој сака да го спроведе неговиот налудничав проект за уредување на местото викано Плочата, пред тоа да бидат земени во предвид и потребите на занаетчиите кои подолго од 30 години обстојуваат и работат на тоа место, како и потребите на општината од дополнителни деловни простори кои во иднина ќе и носат приход. Ние како советници сакаме да се уреди ова централно подрачје со проект кој ќе биде и во интерес на општината и во интерес и на занаетчиството, но не даваме поддршка за овој проект на градоначалникот кој што сака за глупост од партерно уредување да потроши 250.000 евра пари од буџетот на општина Росуман.
Ние како советници на воредна седница ќе донесеме одлука да се стопира реализацијата на овој проект, бидејќи со овие средства од буџетот на општина Росоман ќе се решат многу други комунални проекти кои во моментот се многу неопходни.